Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Како што ви најавив во неделата, втор дел на интервјуто со Тареко Слаевски. Во неделата беше првиот дел на интервјуто со Тареко Слаевски, одлични реакции по социјалните мрежи, по интернет, Facebook, Twitter и така натаму, мноштво на реакции. Мислам дека ја постигнавме целта, знаете, покажавме одредени работи, одредени процеси што се случуваат сега во градот Скопје, што се случуваат сега во македонската опозиција, што се случуваат сега на македонската политичка сцена. Многу работи ги дознавте тоа интервју, вечерва е вториот дел на интервјуто. Тука би сакал да кажам една мини анализа пред да почне вториот дел на интервјуто со Тареко Слаевски. Гледате што се случува сега на македонската политичка сцена. Прво, Димитар Ковачевски шета низ Македонија, премиерот на македонската влада и лидер на СДСМ. Иако тоа никој не го кажува, иако сите велат дека има редовни избори 2024 година, ставете по знак на прашалник дека може да има и предвремени избори едната година. И дека тие избори нема да ги бара ВМРО-ДПМН, туку дека ќе ги бара СДСМ, знаете. Не е типично за Ковачевски, не е типично за СДСМ да шетат низ Македонија. Ајде ќе речеме дека сака СДСМ да го промовира Димитар Ковачевски како ново лице на чело на партијата и како ново лице во Илинденска безброј, односно премиерската функција, и тоа се ми се чини. Тоа не значи дека располагам со информација, туку располагам со политичка интуиција, дека може да има предвремени избори идната година, дека СДСМ работи, се подготвува за предвремени избори идната година и ќе искористи целата оваа ситуација во која сега се наоѓа ВМРО-ДПМН. Бидејќи ВМРО-ДПМН е напикана во шише. Ова што сега се случува со Даниела Арсовска не е ниту случајно, не е ниту од Господ паднато. Сите овие процеси, каде што е вклучена Даниела Арсовска, погледнете кога почнува, после незиното враќање од Соединетите американски држави, дали беше 10 дена, дали беше 2 недели, дали беше 3 недели, тоа беше една полутајна посета на Соединетите американски држави, инкогнито посета што се вели на Соединетите американски држави, и веднаш после враќањето на Даниела Арсовска почнува процесот на расчистување, раздвојување, раскупусување помеѓу ВМРО-ДПМН и структурата на Даниела Арсовска, и тоа нема да заврши. Тоа е процес кој е почнат и врз тој процес ВМРО-ДПМН нема никаква контрола. Гледате како Христо Мицкоски сега лавира во своите ставови. Веќе не е бетон позицијата на ВМРО-ДПМН дека нема да гласа за уставните измени. Па после средбата, односно средбата која ја сакаше, а не ја доби со еврокомесарката Ван дер Лајне или првиот човек на Европската комисија, повторно ја менува матрицата. Пред 3 дена или 4 дена рече дека ако дојде некој од Брисел или од Европската унија и ако даде цврсти гаранции за Република Македонија дека ВМРО-ДПМН ќе размисли и можеби ќе гласа за уставните измени, па бара средба со Ван дер Лајне, не ја добива таа средба, и како налутено дете на кој не му дават лижавче, вели сега не знам од каде оптимизмот на господјата Ван дер Лајне дека ќе се гласа или дека ВМРО-ДПМН ќе гласа за уставните измени. И тоа се процесите кои сега се случуваат. Од една страна имате Даниела Арсовска, која чепка, која штрбнува дел од колачот на ВМРО-ДПМН и таму ќе се инвестира во наредниот период, бидејќи тој е класичен американски производ. Како второ, ако ВМРО-ДПМН не гласа или обстои на ставот дека нема да гласа за уставните промени, ќе му се растури партијата. Ќе му се отцепи еден дел на Христо Мицкоски, тоа веќе е крај за Христо Мицкоски на чело на таа партија или на чело на ВМРО-ДПМН. И како трето, сега Христо Мицкоски ќе направи се Арбен Таравари или Алијанса на албанците да не влезат во коалиција со СДСМ. Сеќавате на она дебата со 5 новинари кај што Христо Мицкоски како Далај Лама седи таму, па со рачињата се однесува кој иден премиер на македонската влада, колегата од албанските редакции му постава прашање со која албанска партија ќе коалицирате и штама, нема одговор, бидејќи нема албанска партија која ќе коалицира со ВМРО-ДПМН вакво какво што е сега. 2 години ви повторувам дека е дојдено време да имаме предреферендумска коалиција или таа коалиција која била функционална пред референдумот 2018 година да биде изборна коалиција на изборите идната или 2024 година. Затоа Христо Мицкоски саќа праќа сигнали, па дури ќе му нуди на Таравари, Брда и Долини, дури да биде премиер на идната влада, бидејќи во моментот кога Таравари би се договорил со СДСМ, тој е крај за Христо Мицкоски, за ВМРО-ДПМН, бидејќи нема да има албанска политичка партија со која ќе може да коалицират, и на трета старана е Левица, која зема дел од тоа проруско расположение во врвот на ВМРО-ДПМН. Јас се сомневам дека и околу партијата Левица има мноштво на интереси и дел на тие интереси завршуваат кај македонското Кале, а знаеме кој е стационира на македонското Кале, и ситуацијата во која сега се наоѓа Христо Мицкоски сушност не е вин-вин, туку е губење-губење.
Лус ситуација. Значи нема добро решение, нема добар излез христијан ницкоски. Затоа ќе бидат овие лавирања кои тој ги прави. Одеднаш камен позицијата негова ќе ја метаморфозира, ќе ја трансформира во одредена мека позиција, ќе бара гаранција. Значи со последните гаранции кои ги бараше ВМРО ДПМН. Ги вадеше луѓето на скопските улици, се случува упадот на 27 април 2017 година и Георги Иванов бара гаранција од Зоран Заев. Зоран Заев му ги дава гаранција, тие гаранции не вредат ни 5 пари, бидејќи после тие гаранции Зоран Заев го смени уставот, направи преспански договор и ги регулираше односите помеѓу Македонија и Грција. Македонија стана земја членка на НАТО. Колку ќе вредат гаранциите кои ќе му ги дадат на Христијан Ницкоски, исто така ни 5 пари. На крај ќе мора да клекне и да гласа за уставни измени. Ако тоа не го направи, тоа е политичка пензија веќе испратена. И тоа е суштината. Тоа сакам да ви го кажам пред интервјуто со Трајко Славски, втори дел на интервјуто со Трајко Славски, бидејќи така се вршуваат сите големи процеси кои ги прави ВМРО ДПМН. Ќе ве билдат, ќе ве вадат на улица, ќе ве злоупотребуваат, некои од вас ќе завршат во затвори, некои од вас ќе завршат во судници и на крај тие ќе се испазарат. Зошто? Бидејќи нивната кожа вреди многу повеќе од вашите судбини. Трајко Славски, втор дел на интервјуто, станете со нас, нема да зажалите. Сте биле министр за финанси, сте биле министр за развој, сте биле потпредседател на партија, угледен професор, Фулбретова стипендија. Океј, има луѓе кои ќе речат дали може да се сетиш на некоја изјава на Трајко Славски кој бил на функции, нели луѓе што не ве сакат. Мисля не може да се сетам, меѓутоа па немам ни некое лошо мислење за вас. Сте им биле професор, сте им биле асистент, сте биле секретар на постдипломски студии. И се доаѓаме тука саат време. Губиме на Данела. Па вие го диктирате темпото. Па вие почнавте. Значи се извинувам. Така. Исклучувате микрофон. Кога ве гледав, јас бев шокиран. Поите тамо го грабнавте микрофонот, тамо или ставаш. Што беше тоа? Што е тоа? Некој бежичен? Нелегално поставен бежичен сталак. Значи нелегално поставен. Добро, Славски. Зашто се одговара? Славски. Затоа што без знаење на председател на Совет е интервенирано во опремата во сала на Советот. Тоа не сакате вака да го акцентирате? Јас обидам друго да ви кажам. Да? Вие сте личност која изминете 30 години. Биле на врвни функции, добро. Учествувала во врвни процеси и сега на 62 не се битни, и сега на 62 години одите и го зимате микрофонот нелегално поставен. Нема мали и големи функции. Нелегално поставен. Нема мали и големи функции само за функциите. Нема мали и големи функции. Има мали и големи одговорности однос кон работата. Градоначалничката која е избрана од редовите на вашата партија. Одевте, кревавте раце, белевте ова е најдоброто за Скопје. Поддржате го и така натаму. Ова е шести пат кога кажувате истото. Сам да Дај да не се вртиме во круг малку, дај малку да... Сам да кажам, нели се чувствувате непријатно? На еден таков негов начин да завршите една политичка кариера. Како планирате да завршите политичка кариера? Како се гледате себе си во наредни 2, 3 или 4 години? Јас сум завршил политичката кариера, немам политичка. Ова што вие сега? Ова обврска на која што сум се нафатил откако одлучив во моменти во кои што на партијата и беше потребна поддршка, нели потаму 2017-18 да помогнам. Како што тоа го направи 2002 година. Славски. А инаку за ова за политичка кариера вие ми предвидовте крај, така? Вие ме предвидовте, како рековте, ја завршувате политичка кариера така. Ја ви кажам дека имам претходно завршено. Јас имам друго нешто кажам. Јас реков дека човек кој бил министар за финансии. Не повторувате, морам да повторам за бидејќи знаете, се правите тука колку да не сте ги слушнале до крај работе. Во меѓувреме по завршувањето на функцијата министар за финансии. Добро. Јас бев функционер во кухниот совет во зградата. Не. Јас сум одговорна личност вас. Славски, ако не се занимавате со политиката со вас се занимава. Се е политика, надвор од кухниот прак е се политика, затоа што политиката е начинот на организирање на заедничките јавни работи. Зашто сте вратени во партија? Вратени сте бидејќи вие прв влагате во конфликт со Никола Груевски. И тоа му треба на Христијан Мицковски. Прво конфликт, зашто? Па добро, вие сте пресменет, нели? Сега министар за финансии, дел на раководство. Па добро, Ганка Свило не можеме да збораме од крупните играчи. Јас ве сметам за крупен играч. Сега не ве сметам за некој спотер играч таму во врвот на ВМРО ДПМН. Вие сте биле, значи јас сум ве доживел кој човек кој бил носител на листа втора изборна единица. Па 2008 година. Најголемата победа. Па го имате 2008 година Јово Манасиевски го масакрирате. 11-4. Го масакрирате во втора изборна. Од 15 можни пратеници
20 нели Му се на фрлате листата. гума за спасување на Никола Груевски. Кога му е најтешко сега да Не збориме? знам, јас не сум го Ама разбрал добро, тоа сега така. јас Не такаве, знам. значи јас такаве Не знам. се ве фалам. Јас тоа сум го правил за партијата, не за Никола Груевски. Сега ве фалам и вие кога фалам се карате. Па видиш, дека сум објективен. Објективен сум. Фалам и сега. Не сакам да ме фалам. Значи славсте. Не ми треба фалење. И сега кога на Мицкоски му е неопходно Така. да покаже дека е дистанциран од Груевски. Вас ве враќа партија и ви дава понижувачка позиција да носите листа во град Скопје. Па види, јас сум ја прифатил, нели? Зашто? Сум ја прифатил. Зошто? Затоа што сум Нели сметал сте дека завршиле можам- политичка кариера? сум- Што ќе сум биде сметал- сега? сум Водоинсталатор? сметал- Ќе сум крпите сметал- дупки? Сум сметал... Поправате нема- шахти, не, нема тоа. улици, Тоа не го прават. улици, асфалт А, ќе не го стават? прават, не. Па што пред град Скопје? Советници одлучуваат, нели, да носат одлуки кои што други спроведуваат. Добро, ма вие Политиките, програмите вие тоа го и така правите. натаму. Одлуките мора да Така. поминат преку вас. Да. А инаку, некој што се вика, може би треба да се прошетам на воздух, нели, да поправам шахти. Јас сум работил и физичка работа во... Нема срамота Во својот од живот. ниту една работа, нема срамота, само извелам. Ова интервју што го читавте, таму стои, има поднаслов. Јас сум Добро. почнал да работам од 7 оделение. Уште побаво. Од 7 оделение. Уште побаво, тоа значи треба многу подобро да можете овие така. работи да ги процените. До пред 3 месеци дека не се скаравте. Беше кого? добар градоначалник Даниел Арсовски или беше Не лош? 3 месеци. Ние со Денел Арсовска се скаравме во наводници уште во јануари, ако зборувате за мене. Вие лично. Па, добро, кога... Вие сте единствен во кога- партијата, кога вие сте единствен во чувствувате- партијата кој бил против Кога незиниот чувствувате, избор. не знам дали сум бил единствен, сигурно не сум бил единствен. Сигурно не сум бил Даниел единствен, Арсовска знае дека вие сте биле против незиниот па, избор. не знам, може би... Вие го знаел, имате може кажано би- тоа на седница на извршен комитет на партијата? Па, го имам кажано на Председател Мицкоски. лично председател Мицкоски. Зошто би биле, например, пред 13 или 14 месеци против Даниел Арсовска? Еве тогаш не сте ја знаеле. Која е била вашата мотивација уште од тогаш на председателот на партијата му кажете дека сте против Даниел Не, Арсовска? сум знаел од... Ние со Денел Арсовска сме биле на повеќе дебатни емисии за економија и така натаму така. И тоа што сум проценил. И она што било, да речам, перформанси и така натаму, не сум знаел она што подоцна излегуваше било какви други информации не ме интересирале. Не сум мислел дека може да биде добар градоначалник. Па може да има некој шесто сетило, нели, кој што ви кажа интуиција за проценка на луѓето. Знаете вас кој има нешто кое што моите студенти го знаат подобро од нас. Само што ќе влезете во предавална на првиот час, тие знаат по интуиција, од оној првиот поглед во првите 5 секунди каков професор ќе бидете. И сите Да, имаме мислам. таква ствар. Вие сте добар професор. Ми бевте Благодарам, добар, ми бевте добар, вие благодарам. Гоце Петревски, бевте млада генерација. Мислам дека Опа, сега остаравме. епа сега. Јас сум најстар професор на економски факултет, може да се пофалам. Таки фите веќе во пензија, така А, вие сте? од тие се генерација 50-та, 51-та, јас сум 60-та. 60-та, Така? да. Сега, значи, имаше, не знам зошто имаше еден геп во генерацијски, само една колешка имаше 54-та година родена, која што исто така е во пензија, и до 60-та година немаше никој. Јас сум осам најстариот професор. Не сум најстар професор, туку најстар работен на економски факултет. Стевски, ние се знаеме од некаде 91 година. Подамна. Одам. Јас бев млад новинар, вие бевте млад професор и учествувавте во програмата за борба против инфлацијата или денарот или антиинфлационата, како секој нели како сака се ја нарекува таа антиинфлаторна програма. Која што овозможи денарот монетарно кој што го самостојување. воведовме на 26 април 1992 година да не стане обично парче И хартија. тоа беше, ние го договараме ова интервју веќе подолго време, нели да разговараме за некои делови и сегменти на вашата кариера, бидејќи вие сте учествувале во некои многу битни процеси тука во Република Македонија. Се случуваат овие инциденти во градот Скопје со Даниел Арсовска, јавноста тоа го бара. Планира тоа да трае 20 и нешто минути, гледам траеше саат време, по ова што можам да го видам. И тоа, ако имате енергија и време, можеме и за овие други прашања да поразговараме. Се разбира. Што се случува таа 92 година со Никола Клюсев? Тоаш државата се клати, се клима, знаете, дали ќе се одвоиме од динарот, дали ќе се одвоиме од Југославија, имаме ли пари? 10 милиони долари или марки имаше само. Марки беа тогаш во буџетот на Република Македонија. Нели тога секој ден на македонската државна телевизија се објавуваше танкерот стигна во Солу, не да се собра пари да се плати така натаму и така натаму, учествувате во тој процес. Второ процес во кој учествувате, тоа е она операција чисти раце, процес на приватизација, каква да се спроведе приватизација во Република Не, јас како академски економист многу предходно... Која е логата ваша во тимот на Никола Клюсев? Аха, Никола Клюсев
покојниот Никола Клисев. Би беше ментор? Ми бил, не ментор, ми бил професор на економски факултет. Еден предмет на редовните студии, теорија и политика на економскиот развој и на постдипломски студии. Најверојатно уште тогаш ме забележал, имам десетки од неговите предмети. И подоцна, откако јас да речем се вработив како прв асистент од прво вработување на економскиот факултет. Добивате Фулбрайтова стипендија, нели? Претходно бев на постдипломски студии. Првото мое заминување тука е само 2 години после вработувањето на Калифорнијскиот државен универзитет. Јас имам една година поминато на Калифорнијскиот државен универзитет во учебната 86-87 година. И подоцна добивате Фулбрайтова стипендија? Нели, тоа секако беше многу корисно, завршив со магистерскиот труд, го одбранив и така натаму. Значи во Северна Калифорнија поминав една година, за учебната 89-90 година добив една од 10 стипендии на ниво на Југославија во сите области. Значи Фулбрайтовата фондација доделуваше вкупно 10 стипендии, од медицина, технички науки, економија и така натаму, секако по републики распределени, по крајни и така натаму. Од тие 10 една јас ја добив и внимајте што беше уште поголема чест, тогаш кога ќе ве известат дека уште при конкурирањето да наведете на кој универзитет би сакале да ве пласират. Јас реков бев на западниот брег на Соединетите американски држави, поминав на оние, да речам, второкласни универзитети. Тие се многу квалитетни, ама државни универзитети. И го напишав Харвард и втор го напишав Стенфорд од број 1 и број 2 на ранг листите веќе 30 години. на Харвард. И отидов на Харвард. Значи вие, Ковачевски, Кирил Петков во Бугарија, Асен Василев. Ама сега не знам што правеле, сите не можам да кажам, ама ајде според времето поминато таму, јас поминав цела година. Што би рекол Зоран Заев? Горните ве спремат за нешто. Јас, мене не ме спремале. Нели во параката која праќа на Мендух Тачи? Па ако ме спремале мене, горните од 90-та година не ме спремале за ништо мене до сега така. Па може касно палите, може сега, може касно палите, може сега. Може би не сум подобен, јас се има. Мислите дека не се подобен? Па сега не знам, ево не ме спремале, не сум имал никаков ни понуда, ни контакт и така натаму. Јас многу сум научил, ми користело во економската во кариерата и секогаш спомнавте имиња Петков, Ковачевски и така натаму. Јас не знам кој што правил, ама кој колку време поминал. Јас се кажав дека поминав цела година. Ама добро, само може некој поминало мензата. Вие сте поминали на студија. Значи, јас слушав предавања има кафе куварки на Харвард кои се 30 години. Слушав дека се на Харвард. Слушав предавања кај нобеловци и кај идни нобеловци. Сегашните веќе зрели економисти како што е Джефри Сакс, Фридман ги слуша. Чикаго е тоа. Чикаго. Дали ви доаѓал на предавање? Не. Дали сте присуствували? Но нобеловци како Семјолсон, како Амартја Сен и така натаму, младите економисти како Джефри Сакс. Тие доаѓа. И сега тоа беше кога сме тука, тоа беше едно како кажам возбудливо време, 89-90, падот на комунизмот. Оставете го Анте Марковиќ, Тоа е добро за нас е битно, нели? Тоа е споредно во светот, ама за нас. Споредно тогаш фигура. Зборувам за светските движења, глобалните движења, падот на комунизмот, падот на Берлинскиот зид и тогаш на Харвард секој ден речиси имаше онаму каде во круговите јас се движев и покрај предавањата редовно што ги слушав, па економисти од светот, од Русија доаѓаа, од Полска, од Чешка, дали Балцеровиќ, дали премиерот на носителот на економската реформа, на економските реформи. Добро, со Джефри Сак разговаравте, а подоцна излагате со оној предлог за приватизација кој го прифаќа Петар Гоше. И тоаш бевте една од, како да речем, најомразените личности во делот на НИП Нова Македонија. Ако се сеќавате, јас имав пријавено докторатот мене. Јас одбранив докторска дисертација на тема процесот на приватизација и економските и социјалните функции на современата држава која што работев 5-6 години. Славски, вашиот модел беше инкорпориран во оној проект Чисти раце, приватизација на Петар Гошев, кршење на чешкиот модел и така натаму. Значи, тоа беше момент кога Македонија одбираше по кој правец, по кој пат ќе се движи. Тогаш е формирана олигархијата во Република Македонија, првичната олигархија во Република Македонија. Која што го одолговлекуваше почетокот на приватизацијата. Таа олигархија веќе заминува од сцената. Не само политичка, не само бизнес, туку и животната сцена. Некој изумра, некој се веќе во некој зрели, да не речам постари години.
Дали имате чувство дека сега се создава една нова олигархија? Првенствено енергетска олигархија, која ќе владе во наредни 15-20 години со Република Македонија, подобро, може полошо, може исто како ова олигархија која се замина сега од политичката сцена. Па најверојатно предприемачите ги користат околностите на пазарот, понудата, поборувачката, оваа пропулзивна дејност. Јас сум загрижен од една друга работа, ова што е енергетска олигархија не е нешто што е општествено корисно од аспект на тргувањето со енергенци, тргувањето со електрична енергија. А во областа на фотоволтаиците знаеме дека инженерите предупредуваат дека имаме како една златна треска, која што ќе заврши со солзи. Нешто слично како со марихуаната. Кога имате огромен притисок, барања за дозволи и така натаму, а мрежата или капацитетот на мрежата е 10 пати помалку од што Мислите дека мрежата не може да ги прими фотоволтаиците? Не, тоа кажуваат инженерите. Тоа кажуваат инженерите. Значи треба да се инвестира во мали хидроцентрали и средни хидроцентрали. Напротив, јас во крајот од кај што доаѓам, направена еколошка катастрофа со една, а сега уште една, затоа што ја нема реката. Значи, имало река со векови тука. Значи, Славски Совет да кажете дека на време Христијан Мицкоски си ги продали, си ги продаду делите во малите хидроцентрали, бидејќи таму ќе дојде до колапс како со недвижностите пред 15 години. Не зборувам за малите хидроцентрали, зборувам за фотоволтаиците, но ниту сум знаел. Па ако не можете од фотоволтаици, не можете од мали хидроцентрали, толку е капацитетот на прием на електричната мрежа. Значи не сум знаел каде што како господин Мицкоски што спомнате инвестирал, кога инвестирал. Бевте со Мицкоски на средба во владата. Средбата со економското тим во владата. Мислам дека бевте вие, дека беше Мицкоски, беше неговата, како наречеме, членот на председателството на партијата Кочовска, што е од Титово. Подпредседател на партијата. Еден од подпредседателите на партијата. Зашто разговаравте на таа средба во владата? Беше Маја Војновиќ, ако не се лажам, колку што можев да ја препознам. Па, видите, дел од овие дискусиите, што таму се заокружува на некој начин, се водеа преку медиуми, преку пресконференции. За струја за природен газ, за тоа ли се разговараше на таа? Па, видите, за проблемите што ги има Република Македонија, во снабдувањето со енергенци, плановите и така натаму, и тука дојде на маса она што го поруди председател Мицкоски, дека може да обезбеди контакти кои што Република Македонија или може да достават понуди кои што посигурно и со пониска цена може да обезбедат газ, природен газ и мазут. Ако енергетските играчи, а тоа е сериозен бизнис на Балканот, го користат Мицкоски, да испратат порака. Може тој ги користи до македонската. Не ја прифаќам таа теза. Како не прифаќате? Па не ја прифаќам таа теза. Замислите тие енергетските играчи го користат Мицкоска. Тој е како нивни представник. Значи тој оди во владата и ја презентира нивната понуда. Владата го поканила. Добро, па тоа го бараше 5 пати, 10 пати. Значи немаше пресконференција кај што него имаше поставено тоа прашање. Крешник Бектеши, инсайдерски информации. Доаѓа тоа, се спомнува и веднаш премиерот Ковачевски кажува, добро, овој нека достават понуда до СМА, ќе разгледаме и така натаму. И тоа ќе значеше крај на разговорот, така ако е така. Председател Мицкоски му кажа дека многу добро знаеме сите дека така не одработите. Ниту Меркел така ги решавала проблемите енергетски на Германија со ајде доставите понуди, па беше на некој начин овој малку во една така хумористична форма кажана, па добро ево, одете, барете го Газпром да разговарате со, нешто што не би можело да направат. И веднаш дискусијата се смири, останатите, да речем, членови на тимот на премиерот Ковачевски ја презедоа иницијативата и дојде до конечно разјаснување, расчистување и договор да се споделат контактите. Славски. Бидејќи сте гледале многу интервјуа, претпоставам дека сте гледали интервјуто и настапите на Никола Груевски, кога објаснува за Христијан Мицкоски, дека има конкурс за советник за енергетски прашања на Никола Груевски. На тој конкурс конкурира и Христијан Мицкоски.
Не е избран на првиот конкурс бидејќи има судирни интереси, претпоставам дека работи во енергетскиот сектор и имал судирни интереси. Избран е друг кандидат кој конкурира на конкурсот, подоцна се разболува тешка болест, мислам дека починува, не е распишан втор конкурс, туку Мартин Протој вели, аби имаше еден кандидат на конкурсот кој ги Да, тоа е интервју, значи кажам, не само ви парафразирам, или велите дека не се спреме, вие се сеќавате на своите интервјуи, јас се опатив на други. Не е моја интервју, значи јас сум го гледал интервју со Никола Груевски. Така избран Христијан Мицкоски. Ако Христијан Мицкоски тамо некаде пред 7-8 години имал судирни интереси и не е во првиот круг избран за да биде советник за енергетика на Никола Груевски, има ли сега судирни интереси да веруваме? Знаете, ако некој го користи како посредник до владата, да може да понуди позиција 1, позиција 2, позиција 3, што ли ќе прави тој енергетски тајкун од странство, кој Мицкоски ќе биде влада? Тоа ќе може директно во 4 очи со Мицкоски се договара. Не, веројатно има механизми тука се. Видите, и од Мицкоски ќе се дистанцирате после. Ќе викате се извинуваме, сгрешивме што ви го понудивме, не знаевме. Јас на двајца, не може да претпоставиме какви би биле условите кога какви би биле условите на пазарите. Гледате како се менуваат. Можете да кажете сега дали кој би бил премиер Мицкоски би се дистанцирал од него или не би се дистанцирал? Да не испадни после како со Даниел Арсовска дека вие сте рекле на некој филјан човек. Од кај да знам јас 10 месеци претходно и еве сега се која позиција би бил за да можам да се дистанцирам од Мицкоски. Па тоа ви е амалган на партијата. Не, ама како тоа ви е ДНК на партијата. Некого да бирате и кога ќе го изберете да се дистанцира. Па вие од Лјупчо Ѓорѓиевски што го сметавте за татко на партијата, вие се чувствувате дел на ВМРО-ДПМН, така? Добро, јас сум член на ВМРО-ДПМН. Нема дали се чувствувате сега член, може да бидете член на било која друга партија, дали се чувствувате како дел на таа партија? А како не се чувствувате? Па бевте ке Петар Гошев. Какво е тоа прашање? Па бевте ке Петар Гошев. Па добро, Па требаше да бидете исто така дел на советничка листа на партијата на Петар Гошев на изборите 96-та година, ако не се лажам. Учествувавте во правење на партијата на Петар Гошев, нели? Па сте биле со Никола Клюсев, па беше сменет Никола Клюсев, па дури 90 година, дури 90 немаше партија. Па да, не стоеше, немаше он членска книжка во ВМРО-ДПМН. Дури 90 година е советот на интелектуалци. Така сам не бе во советот на интелектуалци. Не, Никола Клюсев бе. Аха. Дури тогаш почнат интелектуалци да доаѓаат кон ВМРО-ДПМН. Вие Лјупчо Ѓорѓиевски се дистанцирате од тоа ВМРО или не би били во влада на Лјупчо Ѓорѓиевски? Не сум бил во министер за развој, да. Но во вашето интервју велите дека ве примиле во Грција на највисоко ниво, со највисоки почести, дека се дошле до чекор да решавање на прашањето на името. Да, тоа е точно, беше вака интересно, нели тогаш. Сега не знам дали било до чекор, тоа беше мој се дистанцира од таа политика или прифаќа таа политика? Тоа беше мој печаток. Сега внимајте, некогаш може да сте до чекор, ама не за нешто како сега што сметам дека сме до чекор за почеток на преговорите, така па ево испадна ветото од Бугарија, нешто што не го очекувавме. И тогаш имало нешто најверојатно што. Имате убаво мислење за Лјупчо Ѓорѓиевски? Па тој е дел од македонската историја. Дел од македонската историја. Релативно млад дојде на овој високи функции, направи грешки за кои што ево беше на некој начин ставен во оваа позиција во која што е сега, да прави партија која што прво стана минорна, на еден избори како што не сеќавам кој, како што знаете, дури не настапи, и сега да биде коалициски партнер на СДСМ. Тоа е жална завршница. Имате одговор на све. Кога ќе прашам за Груевски, одговарате 10 минути. Кога ќе прашам за Мицкоски, одговарате 5 минути, не сега да одговорите. За Зоран Ставлевски пробавте, па застанавте на пола, а душата ви сака да кажете се што сака да кажете за Зоран Ставлевски, мислам, јасно е, тоа се гледа. Еве сега за Лјупчо Ѓорѓиевски. Лјупчо Ѓорѓиевски е ДНК, како што е Бранко Цренковски ДНК на СДСМ, така и Лјупчо Ѓорѓиевски е ДНК на ВМРО-ДПМН. Па рековте ДНК е Мицкоски после. Мицкоски ДНК не дека е ДНК да се дистанцираат од лидерите. Тоа кажав пред 2 минути, не дека е Мицкоски ДНК. Ни подразно не го сметам Мицкоски за ДНК на ВМРО. Бидејќи Мицкоски не го ни доживам ко ВМРО-ДПМН. Многу повеќе го доживам ко некоја либерална демократска партија, ко некоја младинска. Но некој комсомолец, да речеме, неуспешен на СДСМ, Лјупчо Ѓорѓиевски, вас ви е лидер, значи лидериште, татко на партијата.
го доживувале, значи како човек му се кланяеле луѓе, значи кога одел на митинзи, како господа се символ. Историска личност. Зошто сега не е у партијата? Например, сега го имате дистанцирано од партијата. Преговаравте за изборите 2020 година, неуспешно преговарате со Лјупчо Ѓорѓевски. Не сум во тек за тој. Не знам колка би била доданата вредност, но не сум во тек. А мислам дека Лјупчо Ѓорѓевски веќе беше сериозно асоциран со Социјалдемократскиот сојуз и сега се во коалиција. Слевски, тој период, 4 години кога сте во владата на Лјупчо Ѓорѓевски. Сметате? Јас бев една година. Вие бевте една година, но 4 години кога имаше многу промени. Тогаш настана и конфликтот, немаше континуитет. Подоцна нели бевте и советник на Никола Груевски, но сте вклучен во целата таа процедура. Сметате дека тогаш бевме на чекор до решавање на спорот со името? Јас ме цитиравте ли претходно, кажав дека навистина односите меѓу Македонија и Грција во таа да речем 99-2000 година беа многу напреднале со отварањето на Македонија за влез на грчки капитал по решавањето или по подпишувањето на времената спогодба и слично. И сега, јас не сум експерт по тоа прашање, но вие подобро од мене знаете ако се читат изјави, мемуари, па на некои учесници во тие директни средби разговори и слично, имало идеи кои што можеле да значат побрзо решавање на проблемот. Знаете зашто ја прашам? Една година сте биле дел нели на таа влада. Во тој временски простор вие спомнувате во она интервју во Фокус извештајот на меѓународна кризна група, Недвар Џозеф, кој што ги оценува како многу релаксирани односите 99-та година по македонците и албанците. И подоцна велите фантомски исчезнува таа формулација дека биле релаксирани, бидејќи доаѓаат некои нови албанци кои се залагаат за некои други права и така натаму. 99-та година е потпишан договорот помеѓу Лјупчо Ѓорѓевски и Иван Костов. Па доаѓа тенковите во времето Никола Груевски и така натаму, и сме на чекор за решавање на македонско-грчките односи. Инвестиции влегуваат грчки во Македонија. Добро, тоа да, дали сме биле на чекор, тешко да се сам да кажам дека тоа е политика која Заев ја спроведува подоцна. ВМРО се дистанцира од таа политика, се дистанцира Лјупчо Ѓорѓевски, вклучително и ВМРО ДПМН од политиката на Борис Трајковски со рамковен договор. И сам да кажам, каде ви е дисконтинуитетот? Не, никогаш не можете да ставите таква паралела. Мислам дека ниту господин Ѓорѓевски, ниту Никола Груевски можеле да прифатат она што беше прифатено со Преспанскиот договор. Да ние се откажеме од постоење на наше малцинство во Грција, да се откажеме од нашата историја таму. Вие подобро од мене знаете. Тоа 95 година е направено. Тоа е направено на неколку дена после атентатот на Киро Глигоров и промените во Уставот на Република Македонија. Промена на знаме, дистанцирање од малцинството, не грижа за диаспората. Значи темелите се поставени 3 дена после атентатот на Киро Глигоров и финализирано е со Преспанскиот договор. Тоа што кажувате претходно е во рамките на меѓународните норми. Ама во ниту една меѓународна норма нема некој да може да ги натера моите студенти во семинарските работи да пишуваат Република Северна Македонија. Кој ги натерува вашите студенти, например? Кој ги натерува вашите студенти? Универзитетските власти. Ние сме државни универзитети, вашите студенти се похрабри од вашите претходни. Не се похрабри. Јас имав Македонија. Јас имав кандидатка која што пријавуваше пред 2 години. Непосредно по прашувате, непосредно по Преспанската спогодба. Имав кандидатка која што пријавуваше тема, нели, по меѓувреме докторира, докторска дисертација, каде што стоеше името Република Македонија. Добро. И наставно-научниот совет одбиваше да го прифати тоа. А вие? Молам? А вие како професор што правите? Како професор? Да. Па темата помина со македонската економија. Затоа што внимавајте. Вие го прифаќавте Република Македонија како професор или не го прифаќавте? Како не сум го прифаќал? Не го прифатив Северна Македонија. Како не го прифаќате така? Плата добивате од Северна Македонија. Во град Скопје сте председател на Советот на град Скопје на Северна Македонија или на Република Македонија? Не, град Скопје на Северна Македонија и така натаму. Главен град на Северна Македонија. Нема тоа значење и така натаму. Зашто? Славски, само да кажам, си го лажите Славски, си го лажите членството, знаете. Поминавте ли лето во колината на членството си го лажете? Сте поминали ли лето? Подавате во одредени приказни за политички поени и на крај кога ќе дојдите да реализирате нешто, тоа е реалност,
па ние не можеме да се откажеме од Кога сте биле во реалноста. Грција последно време, да речеме, во северниот дел на Грција или Северно, Егејска Македонија? не сум бил одамна. Така. Да, не сум бил одамна. Јас летово, нели, покрај Лер, рекам, ПГДМ, грчки букви. ПГДМ никаде не стои, Славски. никаде не стои Северна Македонија. Славски, може нешто? Зошто тоа не го спомнувате? Славски, Зошто нашите власти, може нашите власти не реагираат на тоа? Така, тоа е она што боли. Видите, Славски. Тоа е она што боли. Тоа што јас очекувам ко новинар во Република Македонија, се Ево Македонија. е Република Македонија, не кажувате Северна Македонија. Никош не кажам. Добро. Ја никош не кажам. Тоа што јас го очекувам е македонските власти, што ќе рече македонската власт, македонската опозиција, македонските политички партии, да се борат за македонските интереси. Мене не ми е битно што ќе кажат бугарите и грците, те ќе кажат најлошо за нас. Ние во Македонија тоа не треба да опреме. Но вие го злоупотребувате тоа и пробувате да ја блокирате државата, кај ќе стигнете. Како да се ситите кога ја оди полошо на државата како ВМРО-ДПМ. Не гледате, кажавте дека имате 19 седмици во Советот на град Скопје кои не се прекинети, гледате какви циркузи прават вашите пратеници во собранието на Република Македонија. Тоа е блокада, тоа е блокада, тоа е блокада. Ма тоа е блокада. Зошто е Гледате, сега хистерии правете. Сега хистерии правевте за Ванчо Михајлов, Сдружењето во Битола. Хистерии правевте за цар Борис III, Сдружењето. Зошто хистерии? Па го повикавте населението на мирни протести. Тоа се ваши членови, Славевски. Тоа не се мои членови, тоа се членови и симпатизери, гласачи на ВМРО ДПМН. Затоа што дово беше обитола Ванчо Михајлов, не прифаќам такво нешто, таков тип на провокации. Томе Блажевски. Така. Па прочитавте кое беше објаснувањето? Ова е Томе Блажевски, така? Не го познавам. Ама не го познавам. Ова е основачот Ние одиме на Сдружењето Бугарско Борис III. Според Мицкоски ова е секвенца, палите свеќе во црква, нели? Не палите свеќе од црква, во Бигорски манастир. А не, па добро, ама Тоа е најголемото светилиште на македонскиот народ. Ама добро, било која. Прво го обвинувате партение дека е бугарофил. Чекаме, преку вашите медиуми му правите харанга и хајка за партение. Оите во Бигорски манастир кај бугарофилите со бугарофил се сликате и велите тоа е случајно. И велите тоа е случајно. Одите во црква, може во таа гужва да има уште десетина луѓе околу вас. И што сега вие сте одговорни Еве го сневачот на Ванчо Михајлов. Добро. Гледате, случајно со Мицковски, случајно со Силвана Бонева, случајно со Александар Пандов, случајно со Ѓорги Иванов. Ама многу случајности ви се случуваат. И овие луѓе ви формираат здруженија, кои вие ги проблематизирате за да ги прекинеме преговорите со Бугарија. Дали сте сретнале вакво нешто во момент? Свесни ли сте дека антимакедонска стратегија спроведува во Македонија? Како да кажам, вакви ситуации кај европски политичари. Видите, прочетете кога одат меѓу луѓето, од учтивост, луѓе кои што прв пат ги гледате во животот, не ги познавате, најверојатно ова било со некоја намера на господинот, основач на Ванчо Михајлов. Овој тогаш е председател на држава. Не, во ред. Можете ли вие во таа европска држава, кај што велите, така? Да стигнете до председател на држава? Пробаа до Макрон да стигнат минатата година и јајца да му фрлат и да се сликат, па ги избрка. Па видите тогаш. Па ги дистанцира, знаете. Каде вие можете вака да дозволите? Овие се сликат со вас, ама знаете што сликат? Пошто ви се членови на партијата. Политичар, не знам дали бил. Како не проверите ве? Проверете од документација. Момент, политичар кој што бега од народот, нема шанси да биде избран на избори, нема шанса да успешно руководи со држава. Мене ми се слуша, чекај, членството. Момент. И тоа јас сум бил во ситуација на најбрутален начин. Ако ја блокирате Македонија, јас сум бил во ситуација да ми приоѓаат луѓе. ЕУ, вие сметате дека полесно ќе дојдете на власт. Какофонија. Вие сметате дека полесно ќе дојдете на власт. Добро ден, ево. Тоа е цената на вашето постојање да блокирате се во државата. Секи ви потврдувам што кажувате. Па и треба да потврдите, бидете сум право. Имате прашања? Да. Зашто блокирате? Дали ќе блокирате државата се додека не дојдете на власт? Не. Зашто? Не. Зашто правите хистерија овие луѓе кои биле ваши членови, Славски? Ама тие биле, јас не ме оставете да кажам, тој најверојатно со некоја намера приоѓал на врвни функционери, нели? Пак центар, пак некој центар. Па најверојатно. Најверојатно. Се сигурно. Кој е тој, внимајте, кој е тој сега при здрав разум, непромислено,
да стави име на здружение кој што треба да ги спојува луѓето со провокативни имиња. Така, најверојатно има некоја задна намера. Јакимовски Стефчове напаѓа, па е некој центар. Му држат нешто во фиока, го оценуват и така натаму. Па добро, што може беше во притвор беше човекот. Што може да не е далеко од но само ви ги редам. Извадете на интернет. Но само ви ги како можете со вложени 100.000 евра да приде на 1.700.000 евра да направите така. Да, но со тој човек сте биле, тој човек ви подржал листата во град Скопје, така? Имавме, не бе во коалиција, така. Не бе во коалиција. Имате пратеник од таа партија, нели? Лјупчо Пренџов. Добро. Не знам дали е се уште во Гром тој. Не е важно. Бил од Гром. Значи бил од Гром и бил кај вас. Се дистанцира така. Овој што е сега заменик градоначалник после смената што беше во градот Скопје од партијата на Стефчо Јакимовски. Но ви бил советник, бил на листа која вие сте водели. Тогаш не знаевте дека тој ги има тие криминални во наводници дејанија, сега од кога се скаравте ги дознавте? Не, јас ги знаев. Па зашто прифативте? Зашто прифативте да носите таква листа? Па видите, не можете сега, како да кажам, вие... Јас, например, не би прифатил. Да. Не би прифатил ако знам дека некој што е на таа листа, некој центар може да стисне на копче. Јакимовски не беше на листа. Но беше партијата. Ова јас го беав името, не знаев за човекот, не бев слушнал ништо на листата, нели, господин Александар Трајевски. Даниела Арсовска станува ве напаѓа и велите центар. Испаѓа само Мицковски со хидроцентрали, со виски барови, со раштански или како сега делчевски ниви, овие што се Орце Стефановски ефти така натаму, само тамо нема центар. Кај сите други има центар. Кај сите други ги држат нели во фиока и од фиока може да извади. Ви слушаме, вие кажувате постојано дека има центар, Будимпешта спомнувате и така натаму. Будимпешта е центар за вие мислам дека не зборите за Будимпешта. Мислам дека зборите овде за СДСМ, за македонски полициски структури и за истражни, мислам дека за друг центар вие зборите. Вие го кажете. Јас зборувам за она за што имам индикации, за ова. Зашто имате индикација? Може ли да ја кажете пред публиката? Зашто? Кој е тој центар кој го натерува Стефчо Јакимовски, Даниела Арсовска и сите други да работат против партијата, како што велите вие, во кој биле во коалиција и победени избори? Тој е центарот кој што ги чува кривичните пријави во ФИОКа и не ги процесира. Има Даниела Арсовска кривична пријава? Не зборувам за Даниела Арсовска. Ами за не рековте центар. За претходната. Мислите дека Стефчо Јакимовски бидејќи Даниела Арсовска и Стефчо Јакимовски стават Косева Мазнева Николич, таа беше председател на жени на ВМРО-ДПМН. Беше член на кабинетот на Христијан Мицковски. И што треба тоа да значи? Косева Мазнева била тоа значи дека криминалот, тоа значи дека криминалот стига до највисокиот врв на партијата, значи кај да боцните тамо има кариес на криминал во таа партија. Значи не сте ги искористили овие 5 години да се расчистите. Извесен временски период, па сега не знам од каде, зошто дискрециско право е на градоначалникот да назначува директори и тоа го направила. Значи ја можам да кажам дека за мене било изненадување. Јас очекувам нели да на такви позиции се поставуваат луѓе кои што имаат менаџерско искуство. А некако сега нели по смената на некои директори на јавни предпријатија, овие кадрите од ДУИ нели, што ги поврзуваат со така речената огнена група, не знам какво менаџерско искуство имаат и со што ќе помогнат за овој справување со проблемите на јавните предпријатија. Сега завршуваме. Преспански договор прифаќате? Во која смисла мислам вака да во буквална смисла, дали го прифаќате Преспански договор? Не, Преспанскиот договор има јас имам за Ал Джазира изјава која што може да ја најдете дека со она што е нели некои одредби од Преспанскиот договор се задава тежок удар и се нели отвара простор за голема неизвестност за опстанок на македонската држава и нација. Мислам дека тоа е катастрофален договор. Вие се залагате за чување на интегритетот, штитење на интегритетот, грижа за македонската држава и нација, така? Бидејќи тој договор кој е на штета на сите овие работи за кои вие се залагате да ги чувате и браните, кој е вашиот став, што планирате во однос на Преспанскиот договор кога дојдете на власт? Не, видите, јас сега во партијата повеќе се занимавам со економски прашања и мислам дека има поголеми експерти и подговорни кои што можат да ви одговорат на ова прашање.
Па еве сте се занимавали и со кадрска политика, сте му рекле на Мицкоски дека не се Не согласувате е со тоа Данила занимавање со кадрска политика, тоа е изразување на мислење, нели? Па добро, тоа е учество. Не е кадрска. Тоа е учество. Не би било прифатено. Добро, еве дискусија. Добро, демократски централизам, како беше она, така? Се согласувам. Еве, не мора како некој што е задолжен во партијата по тоа прашање. Кој е вашиот став? Дали ВМРО-ДПМН треба да го поништи Преспанскиот договор, значи мислење, не одлука, кој ќе дојде на власт? ВМРО-ДПМН не го прифаќа во таа форма и времето, нели, ќе покаже дека е направена тогаш огромна грешка, дека штети на интересите и еднината на македонскиот народ и треба да се бориме за промена на некои од клаузули. Минатата година Ништо не е вечно. Беше ова извршна наредба на Џо Бајден, кај што велеше, или кај што рече дека сите кои се спротивставуваат на Преспанскиот и на Охридскиот рамковен договор, тоа се уште не беше потпишан договорот со Бугарија, договорот со Бугарија врз база на одредени кажувања почива на одредени премиси на договорот од Преспа, ќе заврши на американската црна листа. Има ли маш во врвот на ВМРО-ДПМН кој би бил супер прашање. Правоборец да заврши на американската црна листа и да го... Дајте ли во моментов ќе кажам зашто го поставам прашање. Кој е председател на Венецуела и влада? Мадуро. Мадуро? Да. Колку го има признато македонската влада? Не само македонска влада, и Владко Ѓорчев. Не. И Владко Ѓорчев го призна него. Председателот на собранието пред 2 или 3 години. Дидо пред 4 години. Да. Пред 3 дена. Сега кога венецуелската нафта, кога венецуелската нафта и затреба на Америка, така. Отида на преговори. Некои, внимавајте, опозицијски партии три се јаве во Венецуела и го шутна, кажа дека овој нема врска и така. Што правиме ние? Сакате да кажете дека слепо ќе следиме се, нели, што се наметнува надвор? Следски. Па дозволете, нели, јас како интелектуалец тоа да не го прифатам. Цела емисија всушност е сведена на овие последни 20 секунди. И во овие последни 20 секунди вие всушност кажавте како функционира ВМРО-ДПМН. Добро, ако сте заклучили тоа би го дефинирале како прагматизам, бидејќи во филозофската мисла има нели разни правци. Прагматизмот е правец кој е дефиниран како политика и начин на однесување со американски држави. Нема вечни пријателства, има вечни интереси, дека треба да се следи таа линија. Че вие 20 секунди вие кажавте дека се она што сте го збореле 5 години не важи, бидејќи за да дојдете на власт мора да прифатите Преспански договор. Не го кажав јас тоа. Тоа го кажавте сега. Не го сега со Венецуела. Бидејќи еден стратешки партнер на американците, Саудиска Арабија, почна да кокетира, да не речам. Да се големи проблеми им создаваат. Им создаваат. Големи проблеми. Производство на нафта и така натаму. Ќе ги изгуби и онака изгубените избори, нели, за во Конгресот, нели, Сенатот, кој што се сега во ноември, со одлуката, нели, на некој начин пактот, барем така американците кажуваат, меѓу Русија и Саудиска Арабија преку ОПЕК за зголемување цената на нафтата. Тоа сериозно го поводи Бајден. Ќе видиме таму што ќе се случи последното прашање. Голема инфлација и во Македонија, и на Балканот, во Европа, например на Турција има 83%. Но Турција традиционално има. Традиционално. Тоа е Ердоган. Ние сме некаде 16 септември. Не, 20. Стигнавме преку 19. Значи Босна е два пати повеќе од еврозоната. Васко, не ме интересира. Знаете што? За Македонија. Во еврозоната имате Летонија, Естонија, Литванија, кои има 24. Кои има 24, така да. Знаеш што? Што можеме да очекуваме? Босна и Херцеговина не е релевантна за Македонија. Данас е релевантна еврозоната. Знаете зошто? Затоа што ние имаме врзано денарот за еврото. А валута на еврозоната е еврото. Така. Сега, знаете ли, треба да знаете, вака прашувам повеќе за гледачите што не гледат, која е тајната на тоа што ние од 97 година, од последната девалвација, имаме де факто фиксен курс на денарот. Така е. Тајната е во тоа што нашата инфлација во просек е по рамките на таа на еврозоната. Така. Во оној момент, два пати сме повисоки од еврозоната. Во оној момент кога ќе почне да се одлепува. Што можеме да очекуваме? На краток и веќе се расте она што се вика реален девизен курс. Економијата станува помалку конкурентна. Бежовска беше во ваша министерство за финансии, кој бевте министер?
гувернерката Бежовска? Не мислам дека веќе беше во Народна банка или беше некаде во Стратство. Беше дел на Министерството за Да, финансии. претходно мислам јас сме соработувале со Бежовска и Верувате во незините проценки дека може да држи целата ситуација, бидејќи колкуто зависи од државата и власта, зависи и од Јас упатив некои Народната критики и банка. пораки до Народна банка дека Народна банка не прави доволно за кршење на рабетот на инфлацијата. Затоа што ви мајте, ја мислам вака, не очекувам, слушај вака, не очекувам да за минимална плата, немојте се пак нешто да кажете, па да испани да ве масакрираат после. Рековте дека не е добро да биде минималната плата 18.000, бидејќи ќе крахира економијата. Немојте сега. Што добија вработените вас? Вие сакате да победите на избори или да изгубите на избори? Реалната плата, јас не можам да избегнам да зборувам за државните интереси, да го гледаме државниот интерес, интересот на подолг рок. Затоа предупредив. Што планирате за инфлацијата? Зашто вие знаете како се спушта инфлација. Затоа предупредив, сега ќе кажам, затоа предупредив и работниците изгубија 4% реално. Растурија. Платите се Што мемиња ви правеа тогаш кога кажавте дека плата сега прават. Сега ги прават. Што да направиме за инфлацијата? Што да направиме за инфлацијата? Што не ги гледам. За инфлацијата, Народна банка треба да си ја врши својата работа. Колку според вас во моментот? Во законот, нема да лицитирам со бројки. Во законот за Народна банка, прва цел на Централната банка е стабилност на курсот на денар. Не на курсот, стабилност на цените. Цените. Да, стабилност на цените. Ако инфлација од 20% е стабилност на цените, не знам ја што е стабилност на цените. Значи Народна банка треба да си нишаните малку да се ги калибрира. Владата едно прашање тука. Имам чувство и тоа една анализа на Евронюс го покажа дека посебно во нашиот регион многу поголемо влијание врз зголемување на инфлацијата имаат зголемување на цените на прехранбени производи, колку цените на енергијата. Што мислите? Не е точно. Меѓународните показатели, ево видите, јас ќе кажам, има трейдинг, економикс, каде што има споредливи показатели. Има еден податок кој што се рекува базична инфлација, тоа е кога од индексот, нели, онаа кошница од која што се следат цените од година во година, од месец во месец, се отстранат цените на овие производи за храна и енергија кои што варираат, тие се берзански производи. И сега таа базична инфлација кај нас изнесува 13,5%. Значи остатокот до таму 18-19 колку е увезена инфлација. Тоа значи дека инфлацијата во Република Македонија во голема мера се должи на домашни фактори. Па гледате ние, тргнете од структурните пропусти во областа на енергетиката, најниско домашно производство и така натаму. Тоа не може да не влијае на цените. Понатаму, популизмот во политиката СДСМ, закупување гласови за изборите и слично. Објективно, истурање на пари за поддршка, велам тоа е објективно. Добре, како догодина се избор? Операцијата успешна, пациентот мртов. Во услови нели кога опаѓа продуктивноста, значи кога опаѓа продуктивноста во економијата, таа опаѓа последните 5 години, тоа е она најзагрижувачкото, да имате раст на потрошувачка од номинални големини, ќе го имате ова. Јас сега нели во овие случаи што беа со ЈСП Скопје имав прилика за прв пат да се сретнам со господинот Дарко Димовски, малку да размениме, мислам да му кажам дека ништо не добија, изгубивте. Платите само како илузија растат, пораснале за 11, колку беше за последниот податок. Ако платите пораснале за 11%, инфлацијата е зголемена за 19%, парите што ги имаме вредат многу помалку. И сега покрај монетарната политика, со ова ја завршувам, има простори за фискалната политика, штедење, помалку крадење, поголема ефикасност во јавниот сектор. Немојте за крадење, ќе ви избркат од партија. Значи ако треба помалку за крадење, ќе ви избркат од партија. Гледате, вие сте печен за министар за финансии, таму моите со Даниела Арсовска микрофонот го земате. Тоа ви велам, зошто дозволивте да влезете во една таква роља? Не ви е помалку криво што некој ве пикне во една таква роља? Да ви е постојано прашање? Не, воопшто не. Горце Јас зборувам како човек кој што има теоретско и практично искуство во областа на економијата. Ова е Трајко Славски. Значи, ова е Трајко Славски, кој знае економија, не таму микрофонот да го зема на Даниела Арсовска. Гледате, да излезете од тој лош филм, не е добар начин за завршување на политичка кариера. Значи, покрај тоа, покрај знаење на економијата, учеството во водењето на јавните работи, некојаш треба да се справите со престапниците. Тоа јас го практикувам. Фала многу. Многу среќа. Ми беше задоволство. Едно планиравме, како ела домашен несеп на пазар не се покажува. Прв пат во ова студија, макар што сум дал
интервју за вашите емисии претходно некоја година, 15 на минути. Сте биле студент, сте биле професор, сега веќе малце и подостаревме. Така. Меѓутоа јас на секој браќање се обрекав со професор, професор ми беше задоволство, многу среќа, многу успех, Скопјани да не трпат голема штета. Така. Благодарам. Ова беше интервјуто со Трајко Славевски, вториот дел на интервјуто со Трајко Славевски, траеше некаде сати 30 минути, сати 40 минути. Се надам дека ви се допадне интервјуто, многу работи се кажани. Тврдо интервју, знаете какви се тврди интервју во емисијата во Центар. Кога ќе дојдете на ова столче карши мене, треба да бидете подготвени, бидејќи ако не сте подготвени за такво интензивно интервју, подобро и да не доаѓате, знаете. Одите на било кое друго место, на било која друга телевизија, во било кој друг подкаст, бидејќи таму ќе ви дозволат да зборувате и да кажувате работи и да не биете сочени со одредени прашања, контрпрашања, аргументи за да може да издебатирате, се дојде до вистината. Бидејќи само преку дебата, само преку конфликт на медиумска најавна сцена ние можеме да дојдеме до вистината. Ако ќе дојдеме до вистината, тога сме на чекор да направиме Македонија по-нормално место за живење. Во недела од 22 часот ексклузивно интервју со Борис Стојменов. Пари, тендери, војна 2001 година. На кој платен список бил, кој земал провизии, кој ги продал банките во Република Македонија, окти така натаму и така натаму, до недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде да си?